кратки најави за денес. За брзо време општина Охрид ќе биде целосно раздолжена, најавуваат од локалната. Утре во Македонија од Албанија ќе бидат вратени 21 икона украдени од црквите во Струшко. 3 охриѓанки меѓу најуспешните жени за 2023 година на манифестацијата Жени предприемачки. 44 единици крв собрани на крводарителската акција во електромашинскиот училишен центар по повод престојниот патронат. Ке има мир кога ќе ги постигнеме нашите цели, кажа Владимир Путин на годишната пресконференција. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд во попладневните часови. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во петок над Западна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во поголем дел од Европа ќе услови стабилно, студено и ветровито време со локална облачност. На југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров и во југоисточна Европа нестабилно време со врнежи од дожд, а во крајните источни и северни предели со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Ќе биде ветровито и студено. Максималните дневни температури ќе се движат од 5 до 13 степени. Во Македонија во петок ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе имаме ветровито и посвежо време. На 1200 метри со врнежи од снег. Локално се очекуваат да наврнат и до 30 литри. Во текот на денот продорна постудена воздушна маса која што ќе услови пат на температурите и врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег на секаде над 600 метри надморска висина. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 40 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од -2 до 6 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 1, односно до 10 степени. Во Охрид во петок облачно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурите. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите ќе бидат од снег. Ќе биде постудено со дополнителен пад на температурите. Минималната температура од 1 степен, додека пак дневната ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува облачно, студено и нестабилно време со слаби врнежи од снег. Минималната температура од -3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 3 степени. Во недела умерено облачно време со сончеви периоди и максимални 5 степени, а во понеделник постуденото утро и температура од -5 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и максимални 9 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Новогодишен концерт на Охридско лето со делата на Штраус, Брамс, Калман. Оркестар под покровителство на Охридско лето. Диригент Бисера Чадловска. Одбрани класични композиции кои ќе го збогатат новогодишниот амбиент. 16 декември, почеток 20 часот, хотел Метропол Охрид. Билетите по цена од 300 денари во дирекција на НУ Охридско лето. Резервации на ohridskolето.com или на телефон 046 262 304. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Специјалистичка биохемиска лабораторија Сонце. 20% празничен попуст во декември и јануари за хормони, туморски маркери и електролити. Лабораторија Сонце. 30 години грижа за вашето здравје. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. За брзо време се очекува општина Охрид да биде целосно раздолжена и да има одблокирана сметка, најавуваат од локалната самоуправа. Општината неодамна ги повика доверителите да ги пријават побарувањата по основ на судски извршни решенија и пристапи кон преговори за спогодбено намалување на обврските. Се чека обелоденување на извештајот за тоа колкав дел од долгот ќе успее да сервисира општината на ваков начин. 9 доверители ги пријавиле своите побарувања по основ на судски извршни решенија на повикот од општина Охрид. Преговорите со нив за спогодбено утврдување на обврските, односно намалување на обврските на општината, завршија на 10 декември. Сега во тек е постапка за изготвување на извештајот за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски, кој ќе треба да помине на седница на Совет. Со усвојување на извештајот ќе започне процесот на раздолжување на општината. За брзо време се очекува општина Охрид да биде целосно раздолжена и да има одблокирана сметка, посочија од локалната на последната седница на Совет, на која беше изгласан правилникот за исплата на доверители на општината по основ на судски извршни решенија. Намалување на долгот на општината по пат на склучување спогодби со доверители спроведе и минатата локална власт во април 2019-та, кога општината доби финансиска помош и од централната власт. Потсети опозицијата во Советот и побара информација колкава сума на средства треба да бидат извршени од жиросметката на општината и зошто актуелната власт чекала 2 години од мандатот за да биде објавен јавен повик кон доверителите. Кои беа причините затоа што се носи секако дека не е законска обврска, представува можност на општината, меѓутоа зошто 2 години кога толку многу средства се извршија и со камати и со судски трошоци, извршни трошоци, се носи после 2 години од мандатот на локалната власт повикот, правилникот во ред онака како што сте сметале, горе-долу е истиот како и претходно, меѓутоа мислам дека може би требаше порано да се објави повикот.
Разложувањето на општината е долг процес започнат од поодамна, посочуваат од локалната. Во 2019-та со финансиската помош од државата беа подмирени половина од пријавените обврски, а бидејќи општината не беше во можност да ги досервисира останатите, повторно се вративме во претходни рамки по однос на долгот, посочи раководителот на одделението за буџетска координација. Додаде дека и обидите на претходната и сегашната локална власт за раздолжување преку кредит беа неуспешни. Во текот на претходната, односно оваа година, како што кажавте вие претходно, многу средства се запленети од буџетот на општината, меѓутоа не беше возможно да се спроведе оваа постапка, поради тоа што за да спроведете постапка повик за раздолжување треба да имате средства, значи не може да повикате на преговори, да преговарате за нешто што би се случило во иднина, бидејќи приливите целосно се високи, меѓутоа не може ние да преговараме врз база на нешто што би било веројатно. Моментално тоа ни стои како на располагање, имаме одредени средства и за многу брзо време ќе биде општина Охрид целосно разложена и поради тоа, бидејќи сега располагаме со оној фонд без кредитно задолжување, без никакви други помоши, исклучиво со приходи на општината, располагаме со доволен фонд за да конечно биде деблокирана општината. Општина Охрид согласно закон преку спогодбено откажување од каматата, односно намалување на главницата од доверителите кои ги пријавиле доспеаните а неплатени обврски заклучно со ноември годинава, планира да го сервисира целосно преостанатиот долг од околу 70 милиони денари со вклучени камати. Јавна дебата за буџетот на општина Охрид за 2024 година. Советот на општина Охрид на седницата одржана на 30 ноември 2023 година ги донесе нацрт програмите и нацрт буџетот за 2024 година. По однос на донесените нацрт документи се повикуваат сите буџетски корисници, местни и урбани заедници, сите невладини организации и издруженија на граѓани, како и сите заинтересирани физички и правни лица на јавна дебата по однос на донесените нацрт документи. Јавната дебата е закажана за утре, 15 декември, во 12 часот во малата сала при општина Охрид. Утре во Македонија од Албанија ќе бидат вратени 21 икона украдени од црквите во Струшко. Иконите, соодветно спакувани со обезбедување од МВР, ќе бидат превземени во Тирана и донесени во Музеот на Македонија, со што ќе биде заокружен двегодишниот законски процес на реституција на културни добра, прва во историјата на нашата држава, посочи министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска. Утре во Македонија од Албанија ќе бидат вратени 21 икона кои биле украдени пред повеќе од 10 години од црквите во Струшко. Информацијата ја сподели синоќа министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во емисијата Топ тема на ТВ Телма. Иконите, соодветно спакувани со обезбедување од МВР, ќе бидат преземени во Тирана и донесени во Музеот на Македонија, со што ќе биде заокружен двегодишен законски процес на реституција на културни добра, прва во историјата на нашата држава. Утре во Скопје стручен тим ќе ги отвори кутиите и иконите ќе треба да поминат до 45 дена во контролирана затворена средина за да не се оштетат поради промена на атмосферски притисок, пошто ќе може да бидат изложени за јавноста во Музеот на Македонија. Потоа ќе бидат вратени на Македонската православна црква, рече министерката Костадиновска-Стојчевска. МПЦ иконите ќе ги врати во црквите од каде што беа украдени и од Министерството се надеваат дека во иднина ќе се води повеќе грижа за подигнување на безбедноста на тоа културно наследство. Иконите беа идентификувани во 2013 година од страна на Сашо Цветковски од Ману, кога случајно ги видел на снимка од посета на премиерот на Албанија Еди Рама на депо со запленети артефакти од страна на албанската полиција. Од тогаш започнала долгата процедура за враќање на иконите во Македонија, во која биле вклучени повеќе институции, како Министерствата за внатрешни и за надворешни работи, Царинската управа, Министерството за култура и Ману. Во Тирана ќе останат уште 20 на икони кои незаконски беа изнесени од државава, а за нивното враќање потребно е да се завршат процедурите, посочи министерката за култура. 3 охриѓанки дел од манифестацијата Жени предприемачки, која традиционално по 6 пат вчера се одржа во Скопје.
Титулата најуспешна жена за 2023 година во областа на културата ја понесе Наташа Поповиќ, директорката на Охридско лето. За инфлуенсерка на годината беше избрана популарната мејкап артистка од Охрид Мери Бајрамовска, а титулата жена на годината ја понесе маестра Бисера Чадловска, музичкиот селектор на фестивалот Охридско лето. Свој мотивацијски говор имаше охриѓанката Мери Шешо Најдеска, жена лидер, магистар по маркетинг, која е позната во динамичниот свет на дигиталниот маркетинг и ентузијаст во маратонско трчање. Охриѓанки меѓу најуспешните во земјава, мотивацијски говорници, дел номинирани и прогласени за најуспешни жени на годината. На манифестацијата Жени предприемачки, која традиционално по 6-ти пат вчера се одржа во Скопје, титулата најуспешна жена за 2023 во областа на културата ја понесе Наташа Поповиќ, директорката на фестивалот Охридско лето. Наградата ѝ беше доделена за нејзиниот придонес на полето на културата и успешното менаџирање на најреномираната музичко-сценска манифестација во земјава. Поповиќ е генерален менаџер на невладината организација Линеа за меѓународна соработка со уметноста и музиката. Добитник е на многу домашни и меѓународни признанија. Во својата презентација за патот до нејзиниот успех, таа кажа дека предприемачкиот дух е резултат на многу труд, љубов, мотивираност, но и поддршка од целиот тим. Не е лесно жена да биде менаџер, но истовремено сметам дека жената секогаш е посилна, бидејќи со своето работење и знаење, со својата насмевка, многу полесно ги отвора вратите отколку мажот, тоа е факт. За да се биде успешен менаџер, човек треба да се надградува секојдневно, да се информира, да прифаќа примери од други, да ги спроведува истите, но и да биде иновативен, да смисли нови начини, нови нешта во унапредувањето на институцијата со која раководи. Не е лесно да се менаџира воопшто. Сите ние кои сме јавни личности, сме изложени на критики, па дури и напади од страна на јавноста. Некои се добронамерни, некои не. Но, како и да е, ние не треба да се конфронтираме со тие што мислат така, но со работа и успешно менаџирање да им докажеме на тие што не се во право дека грешат. За инфлуенсерка на годината беше избрана популарната мејкап артистка од Охрид Мери Бајрамовска, а титулата жена на годината ја понесе маестра Бисера Чадловска, музичкиот селектор на фестивалот Охридско лето. Трчајќи од генерална проба за да стигнам, цел мопицел танец го кренавме, но дека побрзо да завршат и да изиграат за да дојдам да сум тука со вас. Кога стигнав, си реков да напишам неколку збора, затоа што знаат дека нема да знаат што да кажам. Ова награда е посветена на моето семејство, но и на сите жени кои се борат за својот живот, се истраваат пред професионалните предизвици, гордо се истраваат пред предосудите, трчаат насекаде за да стигнат да ги однесат децата во училиште, да учат со нив математика и физика, а сепак и да се посветат на себе и на своите партнери. Под мотото духот на предприемништвото, деловно преку искуства и успеси, жените собственички на свој бизнис, жените со неограничени предприемачки идеи, жените менаџери, лидери во својата професија, споделија примери како да се биде се поуспешен во својата работа. Своје мотивацијско обраќање на настанот имаше и охриѓанката Мери Шешо Најдеска, жена лидер, оперативна директорка на Monks Agency, магистар по маркетинг и тркачки ентузијаст, која е позната во динамичниот свет на дигиталниот маркетинг. Учениците и професорите од Електромашинскиот училишен центар даруваат 44 крвни единици на крводарителската акција по повод патронатот. 44 единици крв собрани на крводарителската акција која вчера се спроведе во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски во соработка со службата за трансфузиона медицина Охрид и Црвен крст Охрид. За оваа крводарителска акција, која што беше посветена на предстојното одбележување на нашиот патронен празник, беа собрани 44 крвни единици, што навистина е реткост, и ОЕМ-уц уште еднаш се покажа како општествено одговорна институција, благодарност до учениците и наставниците за хуманоста, порачаа од Електромашинскиот училишен центар.
Од Црвен крст Охрид упатија благодарност до професорите, вработените во службите и учениците кои станаат дел од големото семејство на крводарители. Две малолетнички од Струшко пријавени дека се оддалечиле од дома. Случајот во полиција синоќа го пријавила мајката на една од малолетничките, соопшти СВР Охрид. Во ОВР Струга синоќа во 23 часот љП, 43 годишна од село Мороишта Струшко, пријавила дека од семејниот дом се оддалечиле нејзината 14 годишна ќерка и нејзината 15 годишна другарка од селото Ложани Струшко. Малолетничките и претходно биле пријавувани дека се оддалечувале од домот и се враќале, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на девојчињата кои и пред неполн месец биле пријавени за исчезнати, кога една од малолетничките од семејниот дом украла 2000 евра, а по неколку дена сами се вратиле дома. Да ги погледнеме и вестите од светот. Ке има мир кога ќе ги постигнеме нашите цели, рече Владимир Путин на годишната пресконференција, потенцирајќи дека неговите цели остануваат исти и дека мирот ќе дојде само кога тие цели ќе се постигнат, а тоа се денацификација и демилитаризација на Украина и нејзиниот неутрален статус, изјави Путин. Во врска со инфлацијата и обвинувањата за енормното поскапување на основните прехранбени производи, особено пред новогодишните празници, според рускиот председател и покрај тоа што земјата е соочена со санкции од Западот, Русија годинава бележи пораст на бруто домашниот производ за 3,5%. Руската економија докажа неочекувано висока отпорност која на земјата ја овозможува да остане на курсот на пораст и покрај притисокот од Западот, рекол Путин. Статистичките податоци во Русија тешко може да се проверат поради методите на пресметување кои постојано се менуваат. Во пресметките на наводно зголемените плати, например, влегуваат и исплатите за војниците кои се борат во Украина, кои се неколкукратно повисоки од просечната плата во земјата, пишува Дојче Веле. НАТО го зголемува воениот буџет за 2024 година за 12%, односно на 2,03 милијарди евра, а цивилниот буџет за 18,2% или 438,1 милиони евра. Воениот буџет ги покрива оперативните трошоци на штабот, мисиите и операциите на командната структура на алијансата ширум светот, а цивилниот буџет обезбедува средства за персоналот, оперативните трошоци и програмските расходи на штабот на НАТО и неговиот меѓународен персонал. Зголемувањето и проширувањето на користењето на заедничкото финансирање на НАТО им овозможува на сојузниците поефикасно да се справат со заедничките безбедносни предизвици, стои во соопштението на НАТО, пренесува Reuters. Представничкиот дом на Американскиот конгрес гласаше за формализирање на истрагата за импичмент на председателот Џо Бајден поради републиканските обвинувања дека бил вклучен во корумпирани практики и дека во периодот додека бил подпредседател на САД профитирал од бизнис сделки на неговиот син. Конгресот гласал по партиска линија, односно сите 221 представник од републиканската партија гласале за отварање на истрагата, додека сите 212 демократи биле против. Републиканците од Одборот за надзор и правосудство на представничкиот дом веќе неколку месеци се обидуваат да прикажат како Бајден се збогатил со бизнисите на неговото семејство и дека наводно примал мито. Reuters наведува дека оваа одлука доаѓа неколку часа откако синот на председателот Хантер Бајден ја одбил поканата на републиканците да сведочи зад затворени врати за неговите деловни сделки и повторил дека е подготвен да сведочи јавно, понуда што републиканците во представничкиот дом ја отфрлиле. Истрагата се фокусира на сделките на Хантер Бајден во Украина и Кина. Како што наведува Гласот на Америка, републиканците тврделе дека пронашле докази според кои помладиот Бајден ги наведувал неговите клиенти да веруваат дека може да им обезбеди пристап до канцеларијата на подпредседателот, но не успеале да најдат докази дека Џо Бајден презел некакви официјални чекори за да им помогне на тие компании или да стекне некаква финансиска добивка од нив. Белата куќа ја отфрли истрагата како неоснована и политички мотивирана, а Џо Бајден изјавил дека го нападнале со лаги. Силна експлозија во Јужен Велс пошто избил голем пожар. Полицијата соопштила дека се работи за голем инцидент, уништен е дел од индустријски комплекс. Предниот дел на зградата бил целосно уништен, а била зафатена и блиската продавница за автомобили. Патиштата околу индустријската зона биле затворени од безбедносни причини. На местото на несреќата веднаш пристигнале пожарникарската служба, полицијата и брзата помош. Нема пријава за потешко повредени лица, а едно лице се води за исчезнато. Причините за несреќата доправа ќе се истражуваат. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.